Во почетокот Бог ги создаде небото и земјата. Земјата беше неоформена и пуста, имаше темнина над бездната и Божиот дух лебдеше над водата. И Бог рече, нека биде светлина и настана светлина. Амин. Многу убаво слово и сме го читале и е многу важно. Меѓутоа е многу важно и за сите промени кои што треба да дојдат во нашиот живот. Да речеме кај некого исцелување на бракот, кај некого исцелување на здравието, значи да му се возобнови, кај некого исцелување на човечките релации со сопруг, со сопруга, со фамилиарните ситуации и слично. Кај некого пак исцелување на бизнисот, би рекол. Кога мислам на исцелување, мислам на обнова, мислам на преобразба од состојбата во која што биле работите, да станат повозвишени, подобри и поконструктивни во секојдневниот живот. Нели се разбираме? Секој од вас има различни потреби, различни барања и различни прашања со кои што секој ден се соочува. Од пример, зошто бизнисот не ми оди, или до кога ќе се кочат некои работи, или зошто имам таква отфрленост од страна на моите најблиски дома, зошто ми се случува постојано да имам здравствени проблеми и така натаму. Сите тие зошто би можеле вечерва на некој начин преку словото да ви стане појасно како да има затоа, односно како да го имате правиот одговор. Но што прочитавме од овие стихови библиски? Дека во почетокот Бог ги создаде небото и земјата, но како? Како? Земјата беше неоформена, така ли е? И што беше? Имаше темнина над бездната и Божиот дух лебдеше над... И Бог рече, нека биде и бидна, настана светлина. Амин. Значи, од овие стихови знаеме дека од она што не постоеше, Бог направи нештата да се манифестираат во постоење, да се манифестираат во суштествување, така? И како тоа се случи? Преку изустување на збор, така? Е, тој збор од каде излезе? Од устата на Бога. Ама од каде и произлезе за да дојде до устата? Токму така. Значи, тоа произлегува од срцето на Бога како израз на неговата замисла, како израз на неговата внатрешна слика која Бог ја имаше и во која тој веруваше. Разбирате ли? И што се случи? Зборовите нека биде светлина овозможија да се манифестираат нештата и да се случи таа светлина. На овој начин ни зборот овозможи да се манифестира во постоење она што дотогаш не постоело, односно го немало. Значи, што содржеа изустените зборови на Бог? Тие ја исполнија целта за кој што беа изустени, кажани, декларирани, но за да имаа таква создавачка, креирачка сила или моќ, тие ја носеа верата на Бога, она што тој го имаше во своето срце. И оваа вера на Бог всушност беше Божјата замисла, односно сликата за тоа како треба се да биде, како треба се да функционира и да функционира во една совршена хармонија едно со друго. Погледнете ги и птиците, погледнете ги и звездите на небото, и рибите, и сек ќе видите во една хармонија. Се движи во јато, едно со друго се подкрепува. Кога ќе разгледуваме низ биолошки аспект, ќе видиме каков еден ланец за преживување постои во животинскиот свет. Како тоа се случува, па и човекот, кога го анализирате анатомски, како е тоа создадено. На еден совршен начин, така ли? Тоа Бог го прави, слава на Бога. Во пророкот Исаија 55 глава од Светото писмо, еве како тоа може да се објасни во 11 стих. Вели, така и моето слово, што излегува од устата моја, не се враќа кон мене празно, туку го исполнува она што ми е угодно и го прави она за што сум го испратил јас. Така вели Бог. Значи, словото што излегува од устата негова, како што излегува, не се враќа кон него празно, туку го исполнува она што ми е угодно, вели Бог, го прави она за што сум го испратил јас, за тоа што сум го изговорил
сум го испратил јас. Кој е тоа слово, драги мои? Многу брзо го кажавте. Кој е тоа слово? Видете вака, јас, така е Исусе, меѓутоа, кога зборуваме за Исус и така само да го изговориме, како да ви кажам, ние не разговараме за полнети пиперки, ние разговараме за нешто суштинско и свето. Значи, кој е тој збор кој што создава? Словото вели, во почетокот беше Словото и Словото беше во Бога и Словото беше Бог. Тоа беше во почетокот во Бога, се стана преку Него и ништо што стана не стана без Него. Во Него беше живот и животот им беше светлина на луѓето. И светлината свети во темнина и темнината не ја опфати, пишано од кого? Од Јован, така е. Еве за да ви е полесно во другиот превод. Вели, уште на почетокот постоеше зборот. Слово или збор е исто, разбирате. Значи, што уште на почетокот постоело? Значи, Исус од кога постои? Од пред 2000 години или? Од почетокот на се. И што беше он? Зборот. Зборот беше со Бог и зборот беше Бог. Од самиот почеток зборот беше со Бог. Се што постои беше создадено преку зборот. Не постои ништо создадено кое не беше создадено преку зборот. И самиот живот беше во зборот и тој живот им дава светлина на луѓето. Оваа светлина свети во темнината и темнината никогаш не може да ја изгасни. Амин. Колку убаво е. Значи, Бог објаснува за Словото, зборот што излегува од неговата уста, дека не се враќа празно, туку го исполнува за тоа што го испратил. Така ли е? Така, драги мои, ние сме создадени по чиј образ? По Божји образ. Така да ние ја носиме оваа карактеристика на нашиот Создател, да и ние создаваме преку зборот. Така ли е? Така да она што ние го имаме во нашите срца, тоа ние го отсликуваме или го формираме во одреден облик кога ќе го изговориме. Затоа е многу важно да размислуваме како зборуваме и што зборуваме. Во Псалм 33, 6 стих вели: Господовото слово ги создаде небесата и здивот на неговата уста, целото нивно воинство. Еврејскиот збор за здив е руах. Може да си го запишете. Но исто така тој збор означува дух. Значи, истиот збор е за здив, но исто така означува дух. Што значи ова? Секое создание кое што е створено од страна на Бога, всушност своето потекло го имаат од овие две сили кои што работат заедно. А кои се тие? Здивот и духот. Океј. Значи, словото, зборот мора да работи со духот, со светиот дух. Затоа веројатно беше преведено како здив, така се наоѓа во преводот, а не само како дух. Значи, сега размислете вие за одговорноста на тоа што ние го изговараме. Во 2 Коринтијани 3 глава 6 стих Павле вели: буквата убива, но духот оживува. Така? Значи, словото само по себе без здивот не носи живот. Затоа велам многу пати можеш цела Библија да ја цитираш, но да нема плод, да нема ефект или да не пробие. Значи, тоа мора да бидат заедно. Словото или зборот, заедно со духот. Океј? Значи, може да има многу силна проповед, со многу слово теолошко, но ако го нема здивот на Духот Свети, тогаш тоа е суво, празно. И тоа не произведува живот кога е празно. Произведува што? Смрт. Буквата убива, а духот оживува. Така е. Значи,
ако Божиот дух го потикнува Божиото слово да излегува преку твојата уста, тоа е исто толку ефективно колку што беше и е преку устата на Бог, кога Бог рече нештата да постојат. Амин. Сега, во Ефесијаните имаме еден указ во 4 глава од 29 до 32 стих, вели: никаков гнил збор да не излегува од вашата уста, туку само полезен за изградување, каде е потребно, за да им даде благодат на слушателите. Значи, никаков, каков? Гнил. Што е гнил збор? Тоа е деструктивен збор. Збор кој што носи темнина, кој што критикува, кој што е збор на понижување, тоа да не излегува. Зошто? Затоа што треба да се зборува каков полезен за изградување. Значи, полезниот збор се користи за што? А гнилиот за што? За разрушување. Значи, кога се зборува таков убав збор, полезен за изградување, што дава? Дава благодат на слушателите. Амин. Но веднаш продолжува: и не жалостете го Светиот Дух Божи, со кој сте запечатени за денот на избавувањето. Значи, ние само одделни стихови понекогаш чепкаме и ги вадиме, а не гледаме дека овој предходниот е залепен со овој стих и е во иста конотација. Како го жалостиш Светиот Дух? А луѓето мислат дека го жалостат Светиот Дух кога не отишле во црква. Не го жалостите Светиот Дух на тој начин. Го жалостите на начин кога наместо полезен збор излегува оплакување, мрморење, критикување, величање на болката, на немаштијата и на сето она што ѓаволот го прави. Он го прави за потоа вие толку да сте обременети со негативизам, та истото да го зборувате и да се удавите во собствените зборови. Сега да ве прашам, драги мои, бизнисот, проблемите што ги имате, колку пати вие ги опишавте? Колку пати опишувавте проблеми во бракот? Години. Колку пати објаснувавте не ја бива државата? Колку пати викавте ме боли, ме боли, ме боли, ме боли, ме боли? Дали е тоа полезен збор за изградување? Се сеќавате, порано би имам кажувано одредени зборови: уф, колку се нервирам, жолчката ќе ми пукне. Кога го слушам гласот, главата ќе ми прсне, значи. Тапан ми ја прави. И стварно тапан ми ја прави. Значи, по зборовите. Нели? Нема. Какви времења дојдоа, се потешко ќе биде. Ке нема. Да штедиме, да стискаме. Сега е моментот. Млади додека сме да заработиме, и после ке нема. Кој го пишува сценариото на немањето и на оскудацијата? Каде е тогаш Господ во оваа ситуација? Каде е тогаш Господ во оваа ситуација, ве прашувам? Не му давате простор, знаете зошто? Затоа што не ги изговарате неговите зборови, туку зборовите на непријателот. Чии зборови ги користиш, на тој врата му отвараш. Запиши си. Дали запишавте? Да. Интересно, нели? Сега да се слушнеме. Изреки. 18 глава. 20 и 21 стих. Што велат тие? Секој го наситува желудникот со плодот на својата уста. Се наситува со родот на своите усни. Смртта и животот се во власта на јазикот, а кој го милува, јаде од неговиот плод. Многу повеќе луѓето во ова време се оптеретуваат со мислите. Леле какви црни мисли имам, леле какви... Но тие немаат сила додека не ги изговорите, знаете ли?
Сакам да ви кажам дека ова што го пишува во Словото е вистина. Не вика верниците или неверниците. Овдека вели секој. Секој го наситува желудникот со плодот на својата уста, се наситува со родот на своите усни. Сега, значи, што ќе изговараш, тоа ќе ти биде. Смртта и животот се во власта на јазикот, а кој го милува, јаде од неговиот плод. Сакате ли друг стих да ви прочитам? Матеј 12 глава 34 до 37 стих вели вака. Исус се обраќа, пазете, на оние кои што го критикуваат, тоа се фарисеите, и на нив им се обраќа змиски рожби, не на верниците и на тие што го следат. На нив им се обраќа змиски рожби. Како може од вас да произлезат благородни зборови кога сте зли? Устата го зборува тоа што човек го има во срцето. Благороден човек изговара благородни зборови, бидејќи срцето му е благородна ризница. А лошиот човек изговара лоши зборови, бидејќи срцето му е зла ризница. Ве предупредувам дека за секој непромислен збор што ќе го изговорат луѓето, сега се однесува за сите, ќе одговараат на судниот ден. Заклучокот е во следниот стих. Твоите собствени зборови или ќе те оправдаат, или ќе те осудат. По зборовите ќе бидеш оправдан или осуден. Сега, колку пати вие кажувате не можам, еве, вие кои што користите помагала. Еве, се служите со помагала. Фактичката состојба е таа. Но за да се промени фактичката состојба, треба да се промени во духовната област, а потоа таа да се материализира. И јас колку пати слово да изговарам со вера кон вас, ако вие не сте приемчиви, ако нема отворена нивата не за да се фрли семето, тогаш нема да никне. Вие сте тие што треба да дозволите Господа ве допре. Фактите Господ ги менува, како што го смени фактот кога на вдовицата, на жената што, да, и вдовица беше што го изгуби синот, тој го воскресна. Фактичка состојба беше мртвиот син. Но тој отиде против фактите. Односно, го промени фактот. Го оживеа, го воскресна. Нели беше таков факт лепрозниот? Нели беше родениот кој што беше целиот крив и инвалид? Кој што беше во бањата Силоам? И слепиот исто. Нели тоа беа факти? Но сите факти Бог ги преобрази. Значи, таа преобразба за да се случува, вие треба да влегувате и да барате многу повеќе од она што го перцепирате, било со лактот, или со ногата, или со умот, или со ушето, или со очето, или со сетилата на кожата. Дали се разбираме, драги мои? Зборуваме за еден надприроден живот. И тоа не е ненормално и забегано. Но христијанството, извинете, ама не е религија. Христијанството е живот во надприродност, водени од Светиот Дух. А како ќе бидеме и ќе дозволиме Светиот Дух да не води во една надприродна димензија, кога сте се укочиле, уверени во вашата улога дека сте инвалиди, разведени, слепи, болни, куци, хроми, со наследни автоимуни заболувања и така натаму. Како таа промена ќе се случи ако вие сте толку уверени во тоа што сте? Вие сте уверени. Бидете уверени во Христос. Он е вашата идентификација. Ова не го зборувам само за вие кои што имате физички проблеми, го зборувам за сите нас. Затоа што некој има психички проблем многу поголем. Но ако фокусот му е во проблемот, тогаш не може истовремено и да биде и во Исус. Знаете ли што се случува со луѓето кои што постојано се заглавени во оваа состојба? Стануваат неблагодарни и незадоволни од животот. Преиспитете го вашето срце. Од овдека ќе си заминете или неблагодарни и незадоволни, или благодарни и пресреќни.
За незадоволство и неблагодарност се ќе ви пречи. Овој ме турна, висок е автобусот, тротоарот е крив, никој не ми помогна. Да се разбереме. Или, не мора да е тоа, кај некого ќе биде. Времето беше ладно, тврд беше душекот, вештачка беше перницата, јас немав шампон, фенот го заборави. Или пак, зошто требаше да идам во Израел? Требаше да заштедиме пари, ќе купувевме куќа или стан, или кола ќе си купевме. Шо мораше сега да одиме овдека, ете за цело семејство, волку ме кошта, толку ме чини. Сите да ме гледаат, треба да глумам ова, треба да... Ставете го прстет овака и преиспитајте се. Кој сте вие? Што сте вие? Патетики на општеството и на начинот на досегашниот живот или победници во Христос? Ако е така, ќе се однесувате како победници и таа победа на Христос ќе разгласувате постојано, како врз себе, така и во сите области на вашето постоење, дури врз вашите органи зглобови. Амин? Ако сме мека глина во рацете на грнчарот кој што не створил и кој што со неговата љубов не изградува и обновува, тогаш ајде да ги соблечеме тврдите коруби и принципите на нашето држење, на филозофијата на животот и да дозволиме да сме како децата. Што велите? Може ли? Па тогаш да бидеме такви. Ама тргнете ја формалноста. Тргнете ги принципите. Јас не јадам вакво. Не, ова не јадам. Не, јас не спијам на вакво. Не. Не, ова друштво мене не ми одговара. Значи, почнувам од сам себе, па и на вас ви зборувам. Разбирате ли? Докторот вака ми рече, така ми рече. Да, супер, окей. И родителот ќе ти рече, и маште ќе ти рече, и жена ти рече. Секој може се да рече. По чии зборови ќе се раководиш во животот? Човечките зборови, Божјите зборови. Зборовите на светот или зборовите на ѓаволот? По чии зборови? Ова јас не го зборувам за да ви правам цензура на вокабуларот и на она што вие го изразувате. Но јас сум тука да детектирам, за да може да ви биде помогнато. Да детектирам на што се должат проблемите и зошто се појавуваат, а дури некои не заминуваат. И ова е одговорот. Еден од одговорите. Целта на моето зборување не е да ве оставам без пиење, да ве трогнуваат зборовите, да ве пече и боли. Целта е вие сами да погледнете дека Бог сака да ви даде подарок, огромен подарок, една животна преобразба. Но стојат бариери кои што не дозволуваат тоа да го примите со цело срце, а тие бариери, верувајте, сте вие. Вашата уста и вашиот јазик. Песимизмот нема простор да е дел од вашиот живот. Тој е дух на страв. Тој е дух на огорченост. А тоа не доаѓа од Бога. Вие ако се наоѓате во состојба некој од вас, да не можете да се промени состојбата, да не можете да излезете од овој менталитет, тогаш освен што треба да проверите дали сте благодарни и задоволни, треба да проверите трета ставка, многу длабока и важна. Дали сте простиле? Затоа што непростувањето ги храни и незадоволството и неблагодарноста. Обично луѓето што така живеат не можат да простат и тоа е коренот. За нешто во животот не можат да простат. Дали на себе, дали на друг, дали на трет, и тоа се напластува. Се напластува, се собира. И потоа почнуваат од устата да излегуваат зборови кои што го преполниле срцето. А Исус ни кажува, зборовите што ви ги кажувам се дух и живот, вели тој. Амин? Какви зборови? На дух и живот. Така е, затоа потребно е имено тие Исусови зборови да ние ги прифатиме и ги цитираме. Тоа се вика декларирање или прокламирање. Да направиш формална изјава со неговите зборови, земајќи ги како валидни, дека се однесуваат за тебе лично и за состојбата во која што се наоѓаш.
Тие зборови се всушност семето кое што ќе го садиме во нивата, а таа нива е нашето срце. И тие ќе ни овозможат што? Оживување и целосна реализација. Значи сега во бизнисот, ти за иншуранс да ти ги дати тие осигурањата и слично, треба да изречеш врз нив зборови. Во името на Господ Исус Христос. Ги благословувам тие што застана на мојот пат и известни месеци, не знам колку месеци беа, не ми го исплаќаат осигурувањето. Ги благословувам сите. И ти благодарам, Господе, што се ѓаволо што ми одзема, ти ми даваш 10 многукратно повеќе. Со таква увереност. Од тој момент кога ќе почнеш така да објавуваш со вера, може да помине 1 сат и да се променат работите веднаш. Може да поминат 3 недели, но ти треба да устоиш на тоа. Зошто ова е важно што ви го кажувам? Кога ги слушате Исусовите зборови, ги примате во вашето срце, тие носат таа сила Божја, енергизираат внатрешно и го полнат срцето, го полнат до преполнување и штом тоа го поверуваш и ги прифатиш овие зборови за апсолутно валидни и за своја реалност, така ги изговараш, но за да имаат манифестација по Божја волја во името на Исус. Го се користиме со авторитетот на името на Исус, така ли е? И така започнува материализацијата. Ова не е чирибу-чириба да се разбереме фокус-покус. Океј? Туку е вера во акција. Се што гледате како автосугестија, како сугестија, како сила на умот и различни други техники кои што се користат во современото време, Джозеф Марфи, моќта на подсвеста и многу други, или да речеме тајната, the secret, законот на привлечност, сето тоа е украдено од Светото писмо. И е направено од него доктрина New Age и е повлечено и сите сега мислат дека Библијата ова е New Age. Не е точно. Тоа е основа во Библијата на кое што Бог не учи. Како што Тој создава преку Словото, така и ние преку Словото и ни е дадено кој што сме во Исус тоа да го правиме. Разбирате? Јас сакав ова да го споделам затоа што ако започнете да прокламирате, да ги објавувате Исусовите зборови, тогаш таа Божја светлина почнува да зрачи врз нас се повеќе и повеќе, но не само во нас, туку и надвор од нас. И нашиот дух оживува и зајакнува, и многу пати велам тоа е како цвеќе на сонце, вака кога се отвара лалето, буквално така процветуваме и тогаш не обсипува радост, и тогаш Божјото присуство го доживуваме како роса, како едно меко наквасување од свежина кое што доаѓа врз нас и целосно го впиваме внатре во нас. Затоа што пишува во Словото, како што е Тој во светот, такви сме и ние. И ние треба да стануваме се послични на Бога и тоа со помош на Светиот Дух. А светот толку многу притиска, што колку повеќе го слушаш светот и зборуваш од светските зборови и кампањи, толку повеќе стануваш светски. Тоа не е нашиот повик. Штом стануваме светски луѓе, тогаш го губиме својот идентитет, односно забораваме кој сме во Христос, влегуваме во рутина и во еден махинален живот. И потоа само одредени стресови може да не разбудат, потреси или евентуално некакви вакви екскурзии, но не е решението во екскурзија која што во момент те лансира во небеса, а потоа се враќаш во шаблонот. Ова може да биде еден осврт, може да биде еден рестарт, навистина еден чекор кон подобро. Луѓе, ние не знаеме до кога ќе живееме. Секој миг е подарок. И секој миг е скапоцена, некогаш го губиме тој миг со глупави вести, или со нервози, или со проблеми, или со критики, или со опишуваме се што е негативно и што ни влијае. А Исус нас не гледа во една верзија во која што ние не можеме да се видиме.
Он не гледа како очистени со бели кошули, значи оправдани со неговата праведност, а ние упорно си ги гледаме слабостите и гревовите. И кога така гледаме на себе, така ќе гледаме и на други. Така да човекот што гледа врз себе дека е алитен, дека е депресивен, дека му фали нешто, дека е инвалид, дека е разведен или слично, после тоа го рефлектира врз другите, така гледа кон другите. Значи кога зборовите на нашата уста се во синхрон или во согласно со Божите слова, со Божите ветувања, тогаш ние сме поставени да ја добиеме целосната поддршка и авторитетот на Исус. Во Евреите 3 глава 1 стих кажува дека Исус е првосвештеникот на нашето исповедување. Евреи 3 глава 1 стих, запишете си го, дека Исус е првосвештеник на нашата исповед или нашето исповедање. Сега, ако немаме исповед, немаме и првосвештеник, го немаме Исус, така ли е? Што значи, ако не прокламираш, ако не објавуваш, тогаш не му возможуваш Исус да е првосвештеник на твојата исповед. Ставивте ли нота бене? Извичник, NB. Забележете си го тоа. Затоа многу христијани, покрај тоа што се христијани, живеат како да се духовно помрачени, заслепени во пештера, во подрум, и ги гледаш и е жално и му викаш читај Библија и ти вика секташ си. А ти му велиш да му се отворат очите и да го свати ова што Бог сака да му го каже. А он вика, ти нововерци сте. Он нема врската со нова вера. Тоа е непознавање и непрактикување на верата. А штом не ја практикуваш верата со исповед, нели, на вера, ти тогаш го немаш Исус како првосвештеник на твојата исповед. Значи, кога и да кажеме нешто со нашата уста, нешто што Библијата го вели за нас како верници во Христос, тогаш го имаме Исус како наш првосвештеник на небото, ослободувајќи го неговиот авторитет кога ние го изговараме и исто така излева благослов врз она што ние сме го исповедале. Но ако молчиме, премолчуваме, се согласуваме со условите, со факторите на бедност во смисла да сме скромни, ти пак биди скромен и понизен. Но ти не си повикан да си во бедност. Јас не ви велам за просперити, јас не ви зборувам за материјални ситуации. Јас ви зборувам за во тие области, значи ти не си се доверил на Бога да Он ти биде снабдувач. Ти си се потпирал на себе и на твоето штедење. И во таа област не му даваш на Господ да пробива. Во други области да, ама во таа област може би не. Но ние треба во сите области да дозволиме Господ да действува. Така да кога зборуваме за материјален недостаток, тргнете од себе си. Не, тоа не е за мене, па јас кај ќе го носам, јас сум бедна, кај ќе носам штикли. Немам за кај да ги облечам. Автоматски откриваш слика на срцето што преполнува, зборовите укажуваат на внатрешната атмосфера и амбиент, менталитетот на размислување, концепција, се е јасно. Се е јасно. Јасно е дека личноста не верува. Не верува дека ја чека прекрасен бал во средба со Исус, во црква на богослужба. И затоа нема штикли. Не ги прифаќа. Разбирате ли како еден прост пример? Значи, ако премолчуваме, ние прекинуваме неговата служба како првосвештеник за нас. Премолчуваш за работата, премолчуваш за неправдата, премолчуваш за главоболката, премолчуваш за бедотијата, за оскудност, премолчуваш за тоа дека не си женет или не си мажен, премолчуваш, за се премолчуваш. И ти више си се претворил во
духовно нема персона, значи како особа која што нема уста за да го исповеда живото слово, кое што е како меч со двеоштрици и пробива. Пробива до мозокот, до коските, пробива како лазер сече. Ако направиме погрешна исповед или прокламација, ние правиме уште полошо, односно го покануваме непријателот и неговите демонски влијанија да не обкружуваат и да влијат врз ситуацијата. Затоа е потребно да внимаваме што зборуваме, не бидејќи минус некој ќе ни пише, туку затоа што или тоа ќе ни биде одскочна даска или гранка на која што ќе се качиме на уште погорна гранка, или пак тоа ќе биде гранка која што си ја сечеме и паѓаме. Во Марко 11 глава 23 стих вели: имајте вера во Бога, зашто вистина ви велам, ако некој рече на оваа планина, дигни се и фрли се в море, и не се посомнева во срцето свое, туку поверува дека ќе биде како што рекол, ќе му се исполни што и да каже. Амин. Значи манифестацијата на Божјата сила во нашите животи не на Константин силата, туку Божјата сила да се пројави во нашите животи. Што е потребно? Нашите зборови да се променат, така ли е? Ако ти не веруваш во тоа што го изговараш и во Словото Божјо што го прокламираш, тогаш проблемот на кој што му заповедаш да се дигне да се фрли во море нема да ти верува. Ако ти не веруваш на тоа што го кажуваш и се сомневаш, тогаш и проблемот за кој што си заповедал дигни се и фрли се в море, и тој нема да те послуша, нема да ти поверува. Нели е така? Планината некогаш е блокада која што се изразува преку бариера, преку, да речеме, сиромаштија, недостаток или оскудност, некогаш како болка, здравствен проблем, некогаш како депресија, некогаш како некое ограничување. И тоа нема да се тргне, нема да се покори на тоа што го зборуваш, доколку ти тоа што го изговараш не веруваш дека ќе биде. Може да повторуваш 200 пати на ден, ама да нема ефект. Пак ќе кажам, духот е тој кој што е потребен заедно со словото да се изговори. Кој ќе каже амин? Зошто ово ви го објаснувам? Ајде да ме погледнете еднаш. Видете вака, луѓето што не го познаваат Господ велат вака: дај Боже, дај, дај, дај. Дај да биде ова, дај да биде она, дај вака да тргне, така да биде. Дај на децата ова, дај она, дај. А Бог веќе даде, го даде најскъпоценното нешто, го даде својот син. И сите Божји ветувања, ова е не знам која поред изјава што ја повторувам, сите Божји ветувања во Христос се да и амин. Односно тоа значи дека се што вие сакате да добиете, Бог веќе го реализирал преку неговиот син. Во што се усовршуваме кога сме со Словото? Кој кажа љубовта? Николче и Ана. Во љубовта се усовршуваме. Затоа што кога Словото го читаме и Светиот Дух ни открива, знаете што се случува? Светиот Дух ни носи Божјата љубов во срцето. Но Словото е тоа кое што се отелотвори и ни ја покажа таа љубов. И така кога го читаш Словото, ти го читаш Исус. Кога го читаш Словото, ти имаш средба со Исус. И кога го имаш присуството на Бога, тоа те усовршува во љубовта. А како вели Словото Божјо? Бог е љубов. Така? Но вели кој се плаши? Не е совршен во љубов. Зашто стравот подразбира казна. Така. Кој се плаши? Не дошол до совршенство во љубов. Значи, како да се отргнеме од стравот и од сите тие состојби? Треба да ги отргнеме сите звуци кои што не окружуваат. Хаосот, стресот, сето тоа се фреквенции, така речи. Сето тоа се влијанија мегахерци кои што бомбардираат во клетките, во умот, во се.
Тоа се зборови на кои што ти си подложен. Зошто? Затоа што не знаеш да истапиш и да застанеш и да кажеш доста е. Цел живот слушав луѓе. Некој полезно ми кажуваше, некој не. Некој љубомораме ми критикуваше, други се восхитуваа. Но сите беа луѓе. Сега е време да го слушам Бог. Затоа што оно што Бог го зборува за тебе, тоа тебе те лечи, тоа те охрабрува, тоа те променува, тоа те преобразува. Затоа што Бог те гледа низ очите на Христос и те гледа не во твоите слабости, туку те гледа со присуството на Христос во тебе. Ги гледа доблестите и потенцијалите што Христос ги инсталира во тебе од моментот кога го примаш, бидејќи стануваш ново создание во Него. Амин. Сакате да промените незадоволство, неблагодарност, гнев или огорченост? Тргнете ги тие внатрешни слики од срцето. Не живете во траумите. Оставете го багажот или товарот на крстот на Исус. И започнете да ги заменувате фразите ќе умрам, нема живот, едно друго. Заменете ги, ќе живеам и ќе ги сведочам Божите дела. Заменувате ги одма тие зборови. Тие фрази променувајте ги. И ќе има промена. Наместо да ти доаѓа да речеш не можам, можам, се можам преку Христос кој ми дава сила. Во 1 Петрово 5 глава 7 стих вели сите ваши загрижености префрлете ги врз Него зашто тој се грижи за вас. Амин. Значи што примаме од овој стих? Сите ваши загрижености префрлете ги врз Него зашто тој се грижи за вас. И како тоа сега ќе го направиме како прокламација? Ајде, Снежана. Јавувам. Објавам дека проблемите што ми се натовариле, ги предам на Господ Исус, Него му ги предам и јас сум сега слободна и се со радостно срце кажам себе Господе, јас живеам слободна и во радостно. Амин, амин, амин. Ајде овој, 1 Петрово 2 глава 24 стих. Тој сам во своето тело ги понесе нашите гревови на дрвото, а ние умирајќи за гревовите да живееме за правдата, преку неговите рани се исцеливте. Како ова ќе се прокламира и ќе се објави? Јавувам во името на Господ Исус Христос дека тој врз себе ќе изеде сите наши гревови, Мои гревови, речи. мои слабости, дека умре за мене, За моите гревови. за моите гревови и за моите слабости, за да јас бидам Живеам во правдата. Живеам оправдана. Добро, преку Преку неговите рани. сум Сум ослободена, исцелена. Исцелена. Амин. Исцелена. Амин. Добро. Дали до тука беше јасно? Дали беше слово за изград? Дали превземаме одговорност дека внимаваме што изустува? Дали ние разбираме кој ни е првосвештеник и кога тој действа во нашиот живот? Тоа е Исус и кога исповедаме, он е нашиот првосвештеник на нашата исповед. Така ли е? Амин. Значи сме научиле многу работи. Сега пастор Милена каде е?